Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа или емисија намената за вас кои сте мембари и мембраси ја користите опцијата Membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Многу настани, два клучни настани. Артан Груби се најде на американската цена листа, тоа е значи континуитет од емисијата минатата недела, и Боки 13, можеби Стефан Лазаров, ќе се најдат на некоја бела листа. Всушност два поврзани настани, без разлика кој како ги гледа тие работи, всушност едното е реакција на другото. Ако не беше првото, немаше веројатно да се случи и второто. И сега некој би рекол како сака да го вратат Артан Груби назад во Република Македонија, односно од Косово да го вратат во Македонија, ако не може да го средат или ако не може да го решат Боки 13. И веднаш тука се сеќавам на еден виц кој го слушавме како деца кога бевме во основно училиште. Бабата го носи внучето на доктор, му прават крвна слика, слаба е крвната слика и докторот ја вели на бабата: бабо, па малце порани, го купи му банани, купи му мандарини, купи му помаранчи, за да може да се попре крвната слика. А жената му вели: абе докторе, тој тиква не јади, а камоли банани да му купам. Така да, како вие ќе го вратите Артан Груби, а не можете тука веќе 2, 3, 4, 5 или 6 години да ја решите работата со Боки 13. Три настани или три работи направи Христијан Мицкоски изминатите 6 или 7 дена. Всушност, кога веќе не влезе во процес на решавање, прифаќање или договарање околу францускиот предлог, и гледате тука се повеќе тие ровови се ископуваат. Некој вели нема притисок врз Христијан Мицкоски, напротив, има голем притисок, и тоа притисок со молчење, или притисок со неправење, или притисок без притисок, односно без притискање, и тоа е најтежок притисок кој може да се направи на било која политичка гарнитура, на било кој премиер, на било која влада. Кој никој нема нешто од вас да бара, или тоа ќе го прави протоколарно, ќе дојди, ќе ве потсети и ќе се замени. Нема виткање на раката, нема понуди, нема притисоци, нема комбинација на морков шаргарепа и сите тие работи кои следат со тоа, така што е сега оставен сам на себе, или ќе го направи, или нема да го направи. Во едно такво море, знаете, вие пловите, не гледате ни брег, не гледате ни облак каде што можете да пристигнете, тоа е најтежок притисок. Во такви услови, знаете, кога веќе правиме одредени вицови или кога правиме одредени метафори, тоа е како девојката да ви рече дека сака да прави брак или да влезете во брак, да направите свадба. Вие одбивате тоа да го правите, купувате машини за садови, машини за перење, купувате тука миксери, двоседи, троседи, комоди, опремувате стан, 2 години заеднички го опремувате станот, правите се што сака, само свадба и брак не правите. Е, така нешто сега во Република Македонија. Не се прифаќа францускиот предлог, нема сигнали, иако тие сигнали меѓу редови ги кажат овие албански политичари кои се дел на владината коалиција, па дури сами од Мицкоски вели подготвени сме, но ако се прифатат нашите услови, што ке рече дека во моментот на неодложено време е одложено прифаќањето или реализирањето на таа француска операција, француски предлог. Во такви услови Христијан Мицкоски влезе во лотарија на Македонија, влезе во РЕК и кланот Беланоца или кланот Рачинова. Од сите овие три работи ние најавивме РЕК, најавивме лотарија, најавивме ЮЕП. Единствено некој мало изненадување е Беланоца. Меѓутоа, знаете, после она посета на Панче Тошковски, кај што екипа на Телма, па и овие други новинарски екипи беа со него во Дубаи, и она интервју без слика, односно без интервју со Шевали Муареми, првиот човек на кланот Грчец Дукјанџик, веројатно беше јасно дека оваа влада ќе ги затоплува односите со Грчес, односно со Дукјанџик. Тоа веројатно и оваа коалиција Влен или Вреди, односно огнените момци во поранешна ДУИ, беа блиски со кланот Грчец и Дукјанџик, и многу ми навела дека тие операции кон Грчес и кон Дукјанџик беа направени и под барање на Али Ахмети за да се расчисти со ова партија Влен Вреди или огнените момци во рамки на структурата на ДУИ, така што ова влада влезе во расчистување со Беланоца, влезе во РЕК и влезе во лотарија. Тоа се тие три работи кои требаше да ги направи владата на Димитар Ковачевски, меѓутоа не ги направи владата на Димитар Ковачевски. Вчера завчера имаше одредена информација дека во случајот лотарија можеби ќе му се подготви кривична пријава и на Димитар Ковачевски, бидејќи нешто правил. Знаете, тоа е најголем доказ дека тој нешто правил во тие 2,5 или 2 години, неколку месеци, бидејќи ние сите знаевме дека ништо не прави,
и ако навистина му поднесува подоцна тоа се демонтираше некоја кривична прижава, тоа тој ќе можеше да се окористи како крунски доказ дека ги нема преспиено тие 2 години, неколку месеци како премиер на македонска влада, туку сепак нешто направил, па макар тоа да било и погрешно. Случајот со Артан Груби е многу покомплексен од тоа што се презентира во македонската јавност, бидејќи во македонската јавност е направен знак на еднаквост помеѓу Артан Груби и Али Ахмети, односно дека преку Артан Груби се испраќа порака до Али Ахмети и до оние најавени протести или штрајкови или шатори кои беа кренати пред Уставниот суд во престрет на она седница која минатата среда беше одложена за расправа за законот за езиците во Уставниот суд на Република Македонија. Во четвртокот имате интервју на Александар Николовски, вториот човек во ВМРО ДПМН, вториот човек во македонската влада, едно одлично интервју на Канал 5 телевизија, кој може нека го погледне тоа интервју. И во мноштвото на прашања има еден одговор кој всушност одговара на тоа што сакам јас сега тука да ви го кажам. Како вели тој, не треба многу да шетате, доволно е во тој 1 квадратен километар во центарот на Скопје, од Соравија до Мериот и се да ви биде јасно. Тука да го најдете жариштето на криминалот во Република Македонија кој се правил изминалите 10 или 15 години. Што сакам да ви кажам? Ставањето на Артан Груби на црна листа не е првенствено, не е ни секундарно, не е ни терцијално порака до Али Ахмети. Ставањето на Артан Груби на американската црна листа е порака до Христијан Мицкоски, односно порака до Сашо Мелко. Како што ставањето на Кочан Ѓучев на американската црна листа требаше да му овозможи на Димитар Ковачевски да се ослободи или да влезе во пресметка со Зоран Заев, да се ослободи од притисокот на Зоран Заев и со помош на ставањето на Кочан Ѓучев на американската црна листа, Ковачевски да го намали влијањето на Зоран Заев во СДСМ или структурите околу СДСМ. Така што сега ставањето на Артан Груби на американската црна листа треба да му помогне на Христијан Мицкоски да се ослободи од притисокот или влијанието, или да го намали влијанието, знаете, не можете никој целосно се ослободите од тоа влијанието, туку да го намали влијанието на Сашо Мјалков врз работата на Мицкоски, врз работата на ВМРО ДПМН, а богами и врз работата на македонската влада. Дали тоа Мицкоски ќе го искористи, не знаеме. Тоа е всушност таа двојка, таа комбинација Артан Груби и Сашо Мјалков. Случајот Таргет Тврдина, подкупот или не подкупот, притисокот или не притисокот, договарањето или не договарањето за застарување на тој случај, тоа беше крунскиот случај, кој што веројатно ќе го однесе Сашо Мјалков на топол обрук 3 пати на ден, 10-15 години во Република Македонија. Опрема, прислушување, така натаму и така натаму, поради тоа што падна владата. Или што вели Александар Николовски, сега се докажа или сите информации кажува дека немало ни странски служби, дека немало ни жолти комбања, дека структури од ВМРО ДПМН во Министерството на внатрешни работи ја спровеле целата таа операција на прислушување. И дека тоа послужило како основа за расчистување или ослободување на ВМРО ДПМН од тие структури внатре во партијата. Очигледно дека тоа според американците не е случај. И сега се влегува во финалната операција каде што влијанието на Сашо Мјалков ќе се намалува. И тоа е суштината на ставањето на Артан Груби на црната листа. Ова што се случува сега со Боки 13, кој што всушност представува внатрешен медиумски конфликт, а знаете, зад медиумите секоја се кријат одредени клановски, олигархиски, политички структури, всушност е реакција на ставањето на Артан Груби на американската црна листа. Односно не ставањето на Артан Груби, туку она дозвола, зелено светло или охрабрување на Христијан Мицкоски да расчисти со структурата на Сашо Мјалков. Структурата на Сашо Мјалков и на Никола Груевски е градена со години, да не речам со децении. Тоа е операцијата Конски скок, 160 или повеќе од 160 портали, мрежени под контрола, кои учествува во рушење на СДСМ на Зоран Заев и на Димитар Ковачевски, но богами со таква мок и со таква контрола, тие можат да го ограничуваат или да учествуваат во можно рушење и на Христијан Мицкоски. Со тргање на Сашо Мјалков, односно ставање на Груби на црна листа, отварање на случајот Таргет Тврдина, му се дава гума за спасување на Христијан Мицкоски или му се дава ветер во грбот на Христијан Мицкоски, да расчисти со Сашо Мјалков. Ковачевски не можеше да расчисти со Зоран Заев. На крајот поразен беше Ковачевски со еден катастрофален резултат. Ако Мицкоски нема сила да расчисти со Сашо Мјалков, тогаш можеме да очекуваме некоја слично сценарио. Можеби не сега, можеби не за 6-12 месеци, но на еден среден период. Така што Артан Груби, гледате, е сега камчето
фрлено во засега мртвото море во ВМРО ДПМН или околу Христијан Мицкоски, после неприфаќање на францускиот предлог, и тоа камче почнало да предизвика одредени бранувања или поголеми концентрични кругови, и всушност тие процеси кои сега се случуваат, гледате тука СДСМ е тотално небитна. Никој веќе не говори за СДСМ. Дури, знаете, зачудувачки, после конгресот на СДСМ пред 2 недели, СДСМ е во уште по-пасивна позиција отколку што беше пред конгресот, што е неочекувано. Знаете, кога имате конгрес, ќе имате некакви конгресни резолуции, ќе имате одредени документи, па ќе се говори 2, 3, 4 недели за тие документи, еве платформи нови на СДСМ и така натаму. Тука имате мртво море. Дури ставањето на Артем Груби на американската црна листа, знаете, ако ви ќе оставите Артем Груби на американската црна листа и ВМРО ДПМН тоа ќе го прифати, тоа значи дека ВМРО ДПМН начелно го прифаќа законот за црни листи, кој беше пред 6 месеци блогиран во македонскиот парламент од страна на Антонио Милошевски. И сега немате нов закон понуден од Венко Филипче. Гледате, тоа е оно што е запрепастувачко. Никој не може да најде логичен одговор. Зошто Венко Филипче не го користи овој моментум да го реактивира законот за црни листи или гласање за еден таков закон за рестриктивни мерки, од што ВМРО ДПМН до пред 6 месеци бегаше како ѓавол од крст, а бога ми сега очигледно дека и новото раководство на СДСМ не сака да влезе во тие води, дали поради Зоран Заев, дали поради Кочан Ѓушев, дали поради заедничкото влијание на Зоран Заев и Кочан Ѓушев, дали поради предпоставено можно ставање на американските црни листи на уште неколку представници на поранешната власт во Република Македонија. Погледнете сега политичката рамка или политичкиот модел на можните политички разврски или стабилизирања кои ќе се случат во Република Македонија. Под број 1, Христијан Мицкоски останува без притисокот на албанската опозиција, првенствено на ДУИ, структурите околу ДУИ. Гледате, само еден ден после нашата политичка анализа минатиот вторник, со своји изјави се јави Еди Рама, кој всушност ги потврди констатациите во нашата политичка анализа дека тој ќе работи на влегување на ДУИ во владата на Христијан Мицкоски, дали соло влегување на ДУИ, дали во некоја коалиција со Изет Меджити. Меѓутоа, крајот на неговиот говор посветен на Арбен Џафери беше дека Али Ахмети е се уште потребен на албанската кауза во Македонија и на Балканскиот полуостров. Што ќе рече дека со ова ставање на Артем Груби на американската црна листа, првенствено останува или олабавува притисокот на албанската опозиција врз Христијан Мицкоски. Значи Мицкоски нема притисок од албанската опозиција. Со можно расчистување со Сашо Мјалков ќе се намали притисокот и на внатре фракционерските партиски структури во ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН секош била повеќе слојна партија. Во таа партија функционирале повеќе структури. Гледате и ова што се случува сега на таа медиумска пресметка покажа дека тие структури внатре во ВМРО ДПМН се уште многу силни и дека имаат сега огромно количество на пари, мог, влијание, контрола врз државните институции, можат на копче да ги активираат државните институции и да вршат пресметки едни со други. Знаете, станува збор за голем колач, како велат мала бара пуно крокодила, тоа што се случуваше во Србија некаде 90-тите години, во криминалното милје, тука сега ќе се случува во медиумското, хајде да речем медиумското милје на ВМРО ДПМН. Под број 3, Мицкоски условно речено расчистува со Даниела Арсовска и со Гордана Селјановска Давкова. Тоа што се случи со Даниела Арсовска всушност ќе биде модел на заладување на односите на Христијан Мицкоски и со претседателката на Република Македонија Гордана Селјановска. Зошто го прави тоа Мицкоски? Во услови кога имате вие растурена опозиција, кога веќе никој не говори за опозиција, кога веќе никој не говори ни за левица, ни за на Максим Димитриевски, тоа е се маргинализирано. Имате one man show, дури Никола Груевски немаше така чиста позиција, посебно после враќањето на Бранко Цренковски 2009 година на чело на СДСМ, па до 2009 година. Од 2006 до 2009 година Бранко Цренковски беше претседател на државата, па се делеше власта, па Трифон Костовски беше тамо некаде до 2009 година градоначалник на Скопје, што ќе рече дека имаше еден бурен, плурален политички живот во Република Македонија. Сега сите карти и сите пари, ако се клаите, се на Христијан Мицкоски, нема политичка конкуренција. А расчисти со Даниела Арсовска, се очекува да расчисти со Гордана Селјановска Давкова. Зошто? Бидејќи кога ви имате една таква поставеност на политичката сцена, тогаш е заочекувано ако влезете во конфликт со премиерот,
да барате негов наследник или заменик или карта на која ќе играте на следните избори во структурите внатре во ВМРО-ДПМН, Александар Николовски, министерот за одбрана, министерот за надворешни работи, некоја друга карта, некоја друга структура, Лепавцов или не знам Васко Нумовски. Тука само ги ставаме сите можни опции на маса, не дека тоа ќе се случи. Меѓутоа, под број 1, барате во институциите кои се веќе разиграни, градоначалник на Скопје, трета, четврта фигура на политичката сцена, или председател на Републиката. За да не му се случи на Мицковски во наводници пуч внатре во власта на ниво на град Скопје или на ниво на председател на државата, тој благовремено расчистува со нив. Така што сега Мицковски оставен без никаков притисок. Единствено странците, може би во некоја догледна иднина, да му вршат притисок околу францускиот предлог, но ако го спроведи моделот на Александар Вучич, гледате, тој е моделот на Александар Вучич, вие расчистувате и маргинализирате опозицијата и кога имате расчистена опозиција, тогаш нема карта на која може да играт. Тоа и се случува сега на протестите во Белград. Гледате, Виктор Орбан, тоа се два модели, Александар Вучич и Виктор Орбан. Виктор Орбан 5-10 години се обидува да го рушат со помош на унгарската опозиција. Кога видео дека тоа не е можно со помош на унгарската опозиција, извадија човек од партијата Фидес или поранешен функционер, мислам дека сега неговата сопруга до неодамна се уште беше функционер од редовите на партијата Фидес, му прават политичка партија. На последните анкети кои јас можев да ги читам во Јутрени лист, таа нова партија води 11 до 12% разлика во однос на Виктор Орбан. Тоа не значи дека на изборите идната година ќе победат на парламентарните избори, бидејќи сепак таа релација на Виктор Орбан и Доналд Трамп станува он ден на ден се посилна, да не речем бетонирана. Меѓутоа, од шинелот на партијата Фидес вадат играч, од тој играч прават силен политички субјект и тој силен политички субјект на следните избори ќе му се спротивстави на Виктор Орбан. Во Србија, во мандат на Александар Вучич, тоа не е возможно, затоа тамо се случува не политички процес за рушење на власта на Александар Вучич, туку се случува општествен процес, општествена револуција, кај што стануваат младите, кај што стануваат одредени целни групи кои не се под контрола на српската опозиција и се спротивставаат на Александар Вучич. Знаете, ако 20 или 30% од граѓаните не да не ве сакат, туку ве мразат, тогаш вие не можете да бидете некој што ќе го залечи или ќе го лечи српското општество, српското друштво, туку вие сте причинител на таа криза, на таа драматична поделба во српското општество. Во Република Македонија Мицковски ми се чини ке лавира помеѓу тие два модели, на Александар Вучич и на Виктор Орбан. За да не му се случи некаков упад во системот, тој благовремено расчисти со Даниела Арсовска, расчисти и со Илика, расчисти со Гордана Силјановска Давкова. Ставањето на Артан Груби на црната листа, за да го затвориме тој случај, значи карт бланш на Христијан Мицковски да расчисти со мокниот Сашо Мјалков, а тамо каде што е Сашо Мјалков е Никола Груевски. Ако со помош на Никола Груевски меѓународната заедница сакаше да го руши Мицковски некаде пред една година, и тоа беше основа за растурање на можната коалиција на СДСМ и ДУИ на изборите, фаќање на меѓународната заедница како учествува во целиот тој процес, и дел од актерите во тој процес, Артан Груби, завршува на американската црна листа. Сега ставањето на Груби на таа црна листа значи дека меѓународната заедница му дозволува на Мицковски да расчисти со Сашо Мјалков, а можеби во догледна иднина да расчисти и со Никола Груевски. Ајде сега да дојдеме до најеретичниот дел или најеретичната теза во оваа емисија. Кој се Сашо Мјалков и Зоран Заев? Дали можеме Сашо Мјалков и Зоран Заев да ги дефинираме како ВМРО, како не ВМРО, како СДСМ, како некои антипоти на СДСМ и на ВМРО-ДПМН? Очигледно дека Пржино ги поврзал, дури имало одредени сигнали дека и пред Пржино имала некаква комуникација помеѓу луѓе на Сашо Мјалков и луѓе на Зоран Заев, дури Панче Тошевски кој е сега министер за внатрешни работи, после заминувањето од Министерството за транспорт и врски, бил советник и имал соработка со општина Струмица, која градоначалник на општина Струмица е Зоран Заев. Така што структурата на Мјалков и на Зоран Заев комуницирала уште пред Пржино, меѓутоа во Пржино очигледно се бетонирани тие врски помеѓу Сашо Мјалков и Зоран Заев. Тие се врски на взаемно уценување или взаемно договарање, кај што двете структури меѓусебно се држат за врат. Подоцна тука доаѓа Христијан Мицковски. Дали Кочијан Ѓушев е човекот кој ги поврзуваше Сашо Мјалков, Зоран Заев и Христијан Мицковски, за да може да разберете што сакам да ви кажам. Последните неколку месеци, да не речам последните неколку години, Зоран Заев е повеќе ВМРО-ДПМН,
во споредба со СДСМ, односно повеќе работи за Мицкоски, за ВМРО-ДПМН, отколку што работи за победа на СДСМ. Зошто? Бидејќи сака да исчисти структурата на Ковачевски или некои структури посилни од Ковачевски кои преку Ковачевски може да се залепат во врвот на СДСМ, чите меѓународна заедница, чите Бранко Царенковски, чите некои олигархиски структури и му помага на Христијан Мицкоски да победи на изборите. Знаете, сите овие структури кои работат за Мицкоски, толку му помага на Мицкоски, што Мицкоски убедливо победи, така што сега не му требат на Мицкоски. Дали Мицкоски ќе има сила или ќе заврши како Димитар Ковачевски, ќе покаже времето. Меѓутоа, таа теза дека олигархијата работела на рушење на ДОИ на Али Ахмети, мислам дека сега после сите овие операции и после сите овие сознанија треба малку да ја модифицираме. Да, точно е дека олигархијата работела на рушење на владата на Димитар Ковачевски. Но тоа не значи дека олигархијата априори работела на рушење на Али Ахмети и на делот на ДОИ во таа влада на Димитар Ковачевски. Дури напротив, мислам дека делови на олигархијата со помош на ДОИ и со помош на Али Ахмети работеле на растурење или напаѓање на владата на Димитар Ковачевски. За да може тоа да го разберете, во рамки на таа олигархиска структура постои веројатно поделба две структури. Едната структура која е Кафетин коалицијата, тука можеби да е Живко Мукретов алкалоид, тука е Кочо Ангјушев, тука е целата оваа структура која има блиски релации, очигледно блиски релации со Артан Груби, со министри, посебно министерот, поранешниот министер за финансии од редовите на ДОИ, дали се во некои масонски, дали се во некои немасонски структури, тоа е небитно за оваа политичка приказна, така што во делот на олигархијата имат одредена драматична поделба. На една страна е Живко Мукретов и таа Кафетин коалиција, и на друга страна е Илија Гечев и ГМ Кавадарци, очигледно во моментот најбогатиот или најмокниот бизнисмен во Република Македонија, можеби делови на Комерцијална банка. Гледате, од оваа групација, која е антикафетин групација, ниту еден нема завршено на американската црна листа. Од оваа групација, јас би ја нарекол Кафетин коалиција, и Артан Груби, и Кочо Ангјушев, а има најави за уште неколку ставања на американската црна листа. Значи, од оваа Кафетин коалиција, барем двајца играчи досега завршиле на американската црна листа. Така што целиот овој процес сега ќе оди во две фази или во два правци. Драматично раскусурување во делот на македонската олигархија, односно дел на олигархија кој ќе биде прифатлив за меѓународната заедница и дел од олигархијата кој е заплеткан во овие политичко, правни, па дури би рекол и криминогени разбрски тука во Република Македонија. И драматично раскусурување во ВМРО-ДПМН, во СДСМ кој ќе може да биде прифатен од меѓународната заедница дури кога ќе излезат пред гратките на Кочо Ангјушев, на Зоран Заев, делови на Артан Груби, близина со Христијан Мицкоски, кој ќе покаже дека се зрели, дека се ремонтирани, дека се реформирани, дека се подготвени да учествуваат како еден здрав политички субјект во политичките разврски во Република Македонија. Тамо некаде пред 2 години ние таа информација ја објавивме, меѓутоа тогаш не и дадовме таков контекст како што и даваме сега. Некаде почетокот на август 2023 година, на барање на Кочо Ангјушев е организирана една или две средби со Али Ахмети. И луѓе од олигархијата мене ми ги кажуваат тие информации, меѓутоа јас не им посветив тогаш доволно внимание на тие информации. Имало средба помеѓу Али Ахмети и Кочо Ангјушев. Структури од врвот на ДОИ потврдија веродостојноста на тие информации, потврдија дека имала една или неколку средби помеѓу Кочо Ангјушев и Али Ахмети, и на тие средби Кочо Ангјушев му нуди на Али Ахмети да работи на заедничка влада со Христијан Мицкоски со ВМРО-ДПМН. Ајде сетете се сега на изјавите на Мицкоски од пред неколку месеци, кога вели дека ќе му помогне на Али Ахмети да расчисти со криминалните структури во врвот на ДОИ и околу него во Мала Речица. И што ќе прави со така расчистениот? Али Ахмети ќе го стави во владата со помош на Еди Рама, со помош на делови или реслови на меѓународната заедница или Прикер или целата таа структура која повеќе од 10 или 15 години ја спроведува американската политика тука во Република Македонија. Дури и сегашната амбасадорка е дел на таа структура. Таа структура има одредена премиса или одредена стратегија или нешто што го има бетонирано како устав во своето однесување, дека ВМРО-ДПМН треба да ги реши клучните национални процеси во Република Македонија. Тоа не се покажа како возможно или како добитна позиција во преговорите со Грција, но можеби околу францускиот предлог ќе видиме. Таа структура, значи, на Али Ахмети, исчистена со помош на Мицкоски, со помош на
структурите, државните органи во Република Македонија од криминалците околу Али Ахмети, можеби ќе стане, можеби нема да стане дел на власта. Но Кочо Ангјушев уште 2023 година преговара во мала речи со Али Ахмети за заедничка влада помеѓу Христијан Мицкоски и Али Ахмети, односно напуштање на бродот на СДСМ, кој очигледно веќе 2023 година се гледаше дека трча кон политички пораст на претседателските на парламентарните избори во Република Македонија. Па се растура опцијата за сојуз, односно за Европски фронт, па Дуј не го поддржува Стеопандаровски, па после катастрофалниот резултат во првиот круг на претседателските избори беше видливо дека Мицкоски ќе направи джандар збира на парламентарните избори, така што делови на таа олигархија работеа за победа на Мицкоски, делови не могу прифаќаат овој кредит со Виктор Орбан, така што и по таа основа гледате имате раздвојување во олигархиските структури, така што нас не чека еден интересен период, каде што Мицкоски навистина исчистен од албанска опозиција која сака да стане дел на власта, исчистен од некаква опозиција тука во политичкиот или државниот врв на Република Македонија, има николци на опозиција во структурите на ВМРО-ДПМН, и сега му се дава зелена карта да расчи со Сашо Мјелков. Тоа е всушност пораката на ставањето на Артан Груби на американската црна листа. И гледате, сега го имате тој медиумски конфликт. Знаете, овој случај со Артан Груби е доволно силен, доволно сериозен, дури нема потреба можеби да се става дополнителни случаи за да се надгради или да се комплетира целата теза. Меѓутоа овој конфликт во медиумскиот свет, во медиумскиот сегмент близок на ВМРО-ДПМН не само што е индикативен, туку исто така доволно сериозен за да може да се спојат тие два случаи. Јас дури мислам дека немаше да се појави случајот Боки 13 и Стефан Лазаров ако не беше ставањето на Артан Груби на американската црна листа. Тоа е како систем на споени садови. Веќе 10 години, хајде да речем повеќе од 5 години, помеѓу 5 и 10 години, ВМРО-ДПМН инвестира знаење, ноу-хау во одреден систем. И многумина тука ми велеа, па не постои македонски ум кој може да инвестира во еден таков систем. Повеќе од 160 портали, мрежени, нахранети со одредени информации, нахранети со ноу-хау, нахранети со знаење, за да може тоа да го стават во одредена политичка функција. Таа структура или некоја слична структура победи на изборите во Америка. Прави одредени проблеми во Западна Европа, многумина вела дека е тука долгата рака на Москва или руското влијание, можеби не толку со пари, иако ни тоа не е исклучено, туку повеќе со одредени знаење, технологија, начин како тоа да се прави. И одеднаш ви се појавуваат одредени медиумски островчиња надвор од таа структура на конскиот скок. Јас ви ги цртав пред 2 или 3 недели шемите, не сакав да влезам подлабоко во целата таа разврска, бидејќи тоа воопшто мене не ме засега, не е нешто во што јас учествувам, не сум дел ни на таа операција конски скок, сум напуштил позиција генерален директор на Алфа, кога сум видел како тамо стојат работите, не сум сакал да учествувам во тие операции. Не сум ниту некоја независна структура, независна мрежа која се ориентира од едната или од другата политичка партија, или реков дека постојат најмалку две структури надвор од таа операција конски скок или тие 160 портали, одредени телевизии како носачи на авиони. Едната структура под контрола на Будимпешта или под контрола на Белата палата, втората структура која беше структура под контрола на Христијан Мицкоски. Гледате, Христијан Мицкоски точно чувствува дека нема целоста контрола на тие 160 портали, на тие медиуми кои се финансирани со унгарски пари и почнува да прави некоја своја медиумска шема, медиумски структури. Во таа медиумска мрежа на Христијан Мицкоски се вклучени одредени инфлуенсери и инфлуенсерки кои се активни на социјалните мрежи, дали на Инстаграм, дали на Фејсбук, делови на Твитер. Во таа структура на Христијан Мицкоски има добри релации со неколку телевизии во Република Македонија, има добри релации со неколку портали надвор од оваа операција конски скок кој беше реализирана во Република Македонија и она како што јас му дадов работа наслов геј подкаст лоби во Република Македонија. 2 емисии, подкаст лоби, Боки 13 и така натаму и така натаму. Фирмата на едниот од овие два играчи беше старата фирма на Драган Павлович Латас или која се спомнуваше во бомбите, а каналот на еден од овие играчи всушност беше канал на Боки 13 или неговата телевизија 1 ТВ. И тие се ставени во функција. Овие играчи, овие луѓе, ова операција конски скок, кој 6 години работи на рушење на владата на Зоран Заев, рушење на специјално јавно обвинителство, рушење на владата на Димитар Ковачевски,
и му помага на Христијан Мицкоски да дојде на власт во Република Македонија. Значи 6 години навистина добива пари, но вложија многу, се бореа повеќе политички отколку што тоа го правеа новинарски. На крај 6 или 9 месеци пред изборите ви сеја Боки 13 со неговите сателити, прават неколку интервјуа и всушност се перцепират од македонската јавност дека тие се главните причинители за убедливата победа на Христијан Мицкоски. Можете ли вие да предпоставите која е огорченоста нова структура која 6 или 7 години работела, инвестирала и на крај некој Боки 13 да дојде и да им го собери кајмакот или да им го собери колочот? Тоа е под број 1 и под број 2. Зарем очекувате дека е можен конфликт или отварање на таква афера во структурите на ВМРО-ДПМН, ако некој од, во наводници, опозицијата на Христијан Мицкоски не дал зелено светло да биде отворена таа афера? Мислите дека ова е СДСМ? Дека е село без кучиња? Дека не се знае кој јаде, кој пие, дека секој може да глуми демократија на некаков македонски начин? Не, апсолутно не. Тука е дадено зелено светло, ставени се институциите на државата во нивна функција, да им помогнат, да им ги достават информациите, да ги растурат како кула од карти, како село без кучиња и подоцна институциите на државата да влезат тамо и веројатно да се завршат својата работа. Но тоа е драматичен конфликт. Некој ќе рече за парите во Белата палата. Не сум толку сигурен дека е за парите, бидејќи пари веројатно имало доволно за сите, отколку за политичкото влијание. Или знаете, ако вие влезете во процес на расчистување со една структура, таа структура има доволно сила, доволно аргументи, доволно мрежа на некое друго ниво кое вие не го очекувате, да ви покажи кој е газда во куќата. И тој процес ние ќе го следиме во наредниот период. Имате тука одредена порталска структура блиска на СДСМ, тоа што јас го нарекувам удбашкото порталче. При тоа не мислам дека тие толку работат за СДСМ, всушност сакат да ги привлечат СДСМ и сите опозиционери во Република Македонија, да ги контаминират и така контаминирани кога ќе дојде време да ги пуштат низ вода, бидејќи знаете, тамо нема идеологија. Ако нема идеологија, има пари. А кога стане збор за пари, секогаш ВМРО, ДПМН, Сашо Мјалков и Никола Груевски може да платат повеќе од Зоран Заев, посебно сега кога се на власт, така што таа структура на тоа така наречено удбашко порталче, според мен има основна задача да ги подгрева тензиите внатре во ВМРО-ДПМН. Да го држи отворено прашањето за Христијан Мицкоски, за непринципиелноста на Христијан Мицкоски, за политичкото неснаоѓање на Христијан Мицкоски и изневерувањето на очекувањата на ВМО-ското членство од Христијан Мицкоски и како сарма секоја емисија да ги подгреват сите тие очекувања или сите тие разочарувања, да држат тензија што се вели, така што тоа е тој некој триаголни конски скок од вашкото порталче, ова геј подкаст лоби во Република Македонија, и во тој триаголник можеме да очекуваме драматични раскусурувања. Ние ќе бидеме настрана од сето тоа, бидејќи никош не сме биле дел на тој процес. И гледате како тој модел функционира. Одеднаш правите геј подкаст лоби, тамо ви се јават одредени рекламери, тие рекламери купуваат одредени возила, па тие возила ви ги поклонуваат, па на тој джакон значи правите одредени транге-франге операции, па тамо ви се појавува како спонзор Пелистрка која е во блиски роднински релации со Панче Точковски, министерот за внатрешни работи, и тие спонзори сега нели ќе ги чеслат, ќе вршат одредени притисоци, ќе се прават одредени аферчиња. Во еден момент тоа геј подкаст лоби почнува да расте. Знаете, истиот моделот како почнува да расте Димитар Апасиев тамо некаде пред 4 или 5 години, пишува пост и не поминува ни една минута, има 4 или 5 лајкови на тој пост, гледате сега едва собира 1 или 2000 лајкови, после 2-3 сати или после 1 или 2 дена, ја нема таа енергија, го нема тој буст кој стоеше пред 4 или 5 години за Димитар Апасиев. Всушност таа партија на Димитар Апасиев, мислам тука нема потреба да се објаснува, е направена колку може повеќе да направи штета на СДСМ. Знаете, таа не е направена од СДСМ, таа не е направена од структури блиски на СДСМ, без разлика што сакат Апасиев да го залепа за СДСМ, тоа е направена во време на Сашо Мјалков, направена во време на Никола Груевски. Овозможено е да направат конфликт со Здравко Савевски во време на Мјалков и во време на Никола Груевски, и тие сега треба да се завршат својата домашна задача. Меѓутоа, бустот кој беше зад Димитар Апасиев пред 4-5 години, сега задова подкаст лоби. Луѓе, енергија, алгоритми, се.
Значи, овие луѓе точно знаат, значи го имаат проучено алгоритмот на Facebook, алгоритмот на Instagram, алгоритмот на YouTube, значи точно знаат како тоа функционира. Дури, знаете, повеќе се санкционирани тие кои се блиски на оваа структура која го држи Facebook, овие факт-чекери, тие се многу повеќе жртви на нивното делување, отколку што не се жртви овие кои делуваат спротив нивното делување или спротив нивната политика. Така што моделот е многу јасен. Тука мора да има нешто патриотско, затоа ја стават заветна, таа да даде доволно количество на сол или на бибер или на зачин за да тоа делува како одредена патриотска структура и тргна машината. Бидејќи машината тргна, бидејќи тие почна веќе да растат, почна да се закануваат и за овие телевизии кои сакаат дел од колачот, овие портали кои сакаат дел од колачот, овие конски скок кои сакаат дел од колачот, но и политичко влијание, бидејќи тие има дел од колачот и во мандат на Зоран Заев, но нема политичко влијание. Ми се чини дека најдобро периодот во наводници на опозиција го искористи Сител телевизија, расчисти со одредена структура на Драган Павлович Латас, да, навистина тие биле секогаш блиски до ВМРО ДПМН, тоа го прават сега на еден многу поумешен, многу повешт начин, без тоа политиканство или уредување на вести од типот на Драган Павлович Латас, така што овие структури се уште не се реформирани, значи кога структурите го промашуваат моментумот за реформирање, тогаш влегуваат во политички води. Кога ќе влезете во политички води, тога сакате да бидете политички субјект, сакате да имате влијание. Кога ќе видите дека тоа влијание кој и така е мало, треба да го делите со Боки 13 или со некоја структура под контрола на Боки 13, тогаш вие почнувате да расчистувате мала бара, многу крокодили, да се расчистувате помеѓу себе. Ова беше дел на внатрешните фракционерски пресметки, борба за влијание во структурите на ВМРО ДПМН. Плюс Артан Груби, кој беше камен, кој беше фрлен во тоа море и направи огромни бранови, така што Христијан Мицкоски, кој сега има бетон позиција, кој нема никаква во наводници опозиција, кој меѓународната заедница мој ветер во грбот, дури американската амбасадорка толку го фали, што мислам дека не би била ни стројник пред 100 години за да му најде некоја невеста или жена за мажење. Целата таа структура, целата таа конфигурација моди во корист на Христијан Мицкоски, меѓутоа знаете како велат, најсладко е овошето кога е најзрело, но тоа е само мал чекор пред да почне да скапува или пред да падне од дрвото. Ова е нашата политичка анализа. Ново дружење, недела интервју 22 часот, политичка анализа вторник 2 часот и 30 минути, од недела и вторник, пријатно вечер Македонија, каде да си.